Здраво, ова е 114-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е I Lost My Body на Джереми Клапин, во кој станува збор за два засебни наратива, едниот за Науфел, кој е заљубен во библиотекарката Габриел, а во другиот дел на градот една пресечена рака се обидува да избега од лабораторија пред да подлегне на дисекција со цел да се припои со загубеното тело. Од флешпеците можеме да заклучиме дека уште како мал Науфел сакал да биде и пијанист и космонаут, меѓутоа едно е сигурно, секогаш имало микрофон во неговата рака со која ја снимало околината и природата, завршувајќи да работи како разнесувач на пица со нереализирани копнежи. Тоа не го исклучува од наивната потрага по љубовта при случајната средба со девојката која нема да може да му ја отвори вратата на домофонот. Иглото станува заедничка обсесија и романтичен гест, кај што ќе може да ја излечат нивната осаменост. Ликот непредвидливо скршнува од неговата предодредена судбина и тој скок во непознатото дозволува промената позитивно да го изненади и избогати неговиот живот. Рамништето на изненадување на предвидливиот епилог се предизвикува со ирационални одлуки со кои се финишира делото со отворен крај кој може да ги води ликовите секаде и никаде, уште една алузија за исчекорување надвор од комфорт зоната. Едно мало невнимание и досадна мува се доволни за да се предизвика судбината да скрои едно крваво кошмарно сценарио. Фантомскиот зглоб го символизира мигот кога настанува спојувањето на две парчиња на една целина, која што никогаш нема да може да се склопи. Филмот е за патувањето низ спомените, истражувајќи го загубеното детство во поетичен манир. Пресечената рака во секој миг од делото се третира како зооморфно живо битие со сопствено поимање во нем свет без говор, изразувајќи се само со петте прсти. Нејзините тактилни спомени дури се прикажани во црно-бели флешбеци кога ќе ја загуби свеста, така што во никој случај не е пародизирана како раката од Адамс Фемили, аналогија која многу лесно може да се повлече доколку се девалвира делото и се занемари неговата големина. Ако си незаштитена самосвесна рака во големиот град, постојат голем број на закани по нејзиниот живот, што од гулаби, што од мравки, што од глувци, све само да го најде патот до нејзиниот собственик со кој би се реобединила. Сетилото за допир има своји отпечатоци на сеќавањата и постепено го спознава својот собственик преку спомените кои ги делеле и со гледбите од реалноста на заедничкиот губиток. Филмот нурнува во искуството на раката, која сама по себе е поврзана и со судбината, со оглед на тоа што со векови луѓето ја читаат судбината од дланките. Рака во потрага по целината, по себе си, по себеспознанието. Своевидно, момчето е отцепено од човештвото и трага по целината. Да подсетам, надреалниот филм ја отсликува перспективата на раката која го загубила телото. Многу лесно ќе се спроведе поврзувањето на гледачот со ликовите преку заемните чинители, како што е ловот на мувата и покривањето на ушите со дланките, кои верувам се практики кои сите ги имаат спроведено во животот и ќе помогнат да заборават гледачите дека гледаат анимиран филм, туку ќе ги третираат ликовите не баре имаат кожа и коски. Иако има хорор сцени во игра, режисерот одлучува тие да не станат централни во делото, туку да ја насочи приказната кон потрагата на ликовите по травматичните ситуации во животот. Тоа значи дека не е сроден со The Beast with Five Fingers, туку со европската интроспекцијска мелодрама, иницирана од абсурдната и очудувачка потрага на раката, но иницирајќи размисли за потиснатите трауми на Науфел и останатите ликови, содржајќи акциони, стравични, хумористични и романтични одредници. Филмот се базира на новелата на Гилием Лорант, насловена Happy Hand, а нејзината екранизација представува една урбана бајка за посветеноста и пожртвуваноста, не само на истрајните ликови, туку и на тимот кој 7 години работел на филмот со буџет од $5 милиони, правејќи го еден од најоригиналните долги анимирани филмови во 21. век.
Електронскиот синт во музиката на Ден Леви ја дава потребната нишка на модернизам, која е комплементарна и оди рака под рака на текот на зачудувачкото дејствие, но и реминесцентна е на минатото и неизвестната иднина. Филмот најпрви не е анимиран во 3D, за потоа да се префрлат ликовите и позадината во блендер и конвертираат во 2D цртеж, со тоа што ќе му овозможи на режисерот поголема слобода за бирање на аглите на кадрирање, не баре работи на игран филм. Длабочината и перспективата би барале многу време и посветеност доколку би се цртале во 2D. Затоа позадините се детални и реалистични. Меѓутоа, 3D верзијата на овој филм нема да работи за мене и фала му што ја отстранил на синхронизацијата на раката. Долгометражниот филм на францускиот режисер Джереми Клапин представува круна на досегашната негова работа на полето на анимацијата. Тој на најдобар начин ја пресликува самотијата која ја имаат неговите ликови од кратките филмови во 2D и 3D анимација, како што е тој за ликот кој е 91 см надвор од неговото тело, или за ликот со искривениот грб кој има стремеж да ја најде љубовта на својот живот при случајна средба, деформирани ликови кои имаат копнежи и страсти да постигнат по благодетите кои ги уживаат останатите, како што е гуската која сака да лета, а не е физички способна за тоа. Неговите ликови се одсечени од светот и живеат во облакодери, што само дополнително ја нагласува осаменоста. Неговите филмови се како адаптации на кратки фантастични раскази, кај што на атипични ликови тектонски им се поместуваат животите. Тој не се ни плаши да влезе во научно-фантастичниот видеоспот на Haunted Waters и ја разработи концепцијата за вината и грижата на совест како незаобиколни чувства на секое живо битие. Пред да биде откупен од стриминг платформата Netflix и дистрибуиран до домовите на стотици милиони гледачи, филмот освои Гран При на Канската недела на критичари, што е единствен анимиран филм кој може да се пофали со тој успех. Најде разбирање кај жанровската публика на Fantastic Fest, Страсбург и Сиджес, а ја прошета Европа од Цирих до Лондон и се прикажа во Чикаго, Милвоки и бројни фестивали на анимираниот филм, освојувајќи 3 Ени награди и 20 на останати награди на филмските фестивали. Славен од критичари и љубители на филмот, но недоволно за да ја претвори номинацијата за Оскар во одземање на статуетката од незаслужените раце на Toy Story 4. I Lost My Body е врвен артхаус филм со јасна визија со која е реализирано ова дело, со умешно владење на фантастичните елементи и нивно вплеткување во хуманата димензија на ликовите, со кои што го добиваме ова значително остварување, која ја збогати ризницата на анимирани филмови од кои и децата и возрастните може да поднаучат нешто за човечноста. Ако морам да го евалуирам, тогаш I Lost My Body од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 114-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. Благодарам за вниманието. Поздрав!